Почитувани гледачи, вие следите емисијата Одговор на тешки прашања. Во оваа емисија ќе го поставиме следново прашање. Зошто Библијата е посебна книга? Зошто ова книга се разликува од останатите книги? Тоа ќе биде предмет на нашето размислување. Христијаните веруваат дека и учат секако дека Библијата е единствената книга што ја открива Божјата реч. Иако е напишана од луѓе, главниот автор сепак на Библијата е семокниот Бог. Ово тврдење не го изнесува само црквата, туку тоа се наоѓа и во самата Библија. Дозволете ми на почетокот да прочитам 3 библиски текста од Светото писмо од Новиот Завет. Најпрви ќе прочитаме од првото послание до апостол Петар, 1 глава, 25 стих. Словото Божјо ќе живее за секогаш. Понатаму апостол Павле во второто послание до Тимотеја, 3 глава, 16 стих вели: Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за изобличување, поправање и поучување во правдата. Понатаму апостол Петар во своето второ послание, во 1 глава, во 21 стих вели: Оти никогаш според човечката волја не е изречено пророштството, туку светите Божји луѓе зборувале просветувани од Светиот Дух. Во Стариот Завет, почитувани гледачи, ја наоѓаме ова реченица: И Бог му рече на Мојсија, или Словото Господово дојде до Јона, или пак Бог рече на повеќе од 2000 места. Значи, на повеќе од 2000 места ќе ги најдете овие зборови. И што е уште поважно, Библијата тврди дека таа е запис на Божите зборови и неговите дела. Таа се смета себе си за Божја реч. Самиот факт дека Библијата тврди дека е Божја реч не докажува сепак дека е токму она што таа тврди, дека е навистина Божја реч. Значи, има и други книги кои исто така за себе тврдаат дека се тие вистинските книги. Но сепак постои разлика. Разликата е во тоа што Библијата содржи непобитни докази дека таа е Божја реч. Една од причините зошто Библијата е различна од другите книги е низината поврзаност. Иако таа книга ја составиле многу луѓе, низината поврзаност ја одржува раката на семокниот Бог. Библијата е пишувана во еден подолг временски период од околу 1500 години. На неа работеле или пишувале повеќе од 40 писатели. Овие писатели биле од различито потекло, вклучувајќи ги луѓето како што биле Исус Навин, кој бил генерал, Даниел бил министер во влада, Петар бил рибар, или пак Немија кој бил пехарник. Писателите на разни книги во Библијата пишувале на различити места, како например во пустина пишувал Мојсей, Павле пишувал во затвор, додека Јован бил како затвореник на островот Патмос. Библиските извештаи може исто така да кажеме, почитувани, дека биле пишувани на различити континенти, например во Африка, Азија, Европа. Библијата била пишувана на 3 тогашни познати јазици: хебрејски, арамиски и грчки. Исто така, содржината на Библијата се занимава со многу контраверзни теми. Да, Библијата е поврзана, таа формира една целина. Записот на Божјиот план за спасение за човештвото се протега од почетокот до крајот. Значи, од првата книга Мојсеева, па скроз тамо до крајот на Библијата, до Откровение 22 глава. Тоа спасение се нуди преку личноста на Исус Христос. Може слободно да прочитате во Јован 14 глава 6 стих. Самиот Исус сведочи дека тоа е главната тема на целата Библија. Еве, да прочитаме во Евангелието според Јована, 5 глава, 39 стих и 46 и 47 стих.
Прегледајте го писмото, зашто вие мислите дека преку него ќе имате живот вечен. И тоа сведочи за мене. Од ако бевте му верувале на Мојсеја, и мене ќе ми поверувавте, зашто тој пишуваше за мене. Ако пак на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови, вели Исус. На други места го пишува следново, Лука 24:27. Па како почна од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него во целото писмо. Стариот завет, може да кажеме, почитувани гледачи, е подготовка. Евангелието е откровение за Исуса Христа. Апостолските дела се промоција. Апостолите дават толкување и откровението е крајната цел. Но сепак целата Библија зборува за Исуса Христа. Рековме, Библијата е поврзана. Таа формира една заедничка целина. Секој дел зависи од другиот дел да биде целосна книга. Значи, иако е составена од 66 книги, сепак таа е меѓу себе поврзана. Значи, имаме Стар Завет и Нов Завет, вкупно 66 книги. Доктор Олбрајт го изразува тоа со овие зборови. За писателите на Новиот Завет, хебрејската Библија беше свето писмо. Тие беа директни наследници на низините пророци. Затоа сосема е можно да се разбере Новиот Завет без да се прифати дека неговата цел е да се комплетира или толкова хебрејската Библија. Секој обид да се премине кон изворите на христијанството без да се прифати целата Библија како водич е осудена на неуспех. Денеска има луѓе кои велат добро да го читаме само Стариот Завет. Новиот Завет. Стариот Завет е стар и затоа не е многу важен. Не е точно, почитувани. Колку е важен Новиот Завет, толку е важен и Стариот. Или колку е потребен Стариот Завет, толку е потребен и Новиот Завет. За да не се сомневаме во нешто необично, би сакал да ви дадам, почитувани гледачи, една кратка задача. Например, најдете 10 луѓе во вашата област, во вашето место каде што живеете. Например, кои имаат завршено некое образование, зборуваат исти јазик, во основа имаат иста култура, а потоа земете ги и замолете ги да ви напишат мислење за некое проблематично прашање како што е, например, смислата на животот. Дајте ме една кратка домашна задача. И кој ќе завршат, споредете ги нивните заклучоци. Ќе видите дали тие се меѓу себе согласуваат или пак имаат различни приводи и различити мислења. Во некој случај, дека ќе биат во издух. Не. Ќе видите голема разлика. А Библијата е составувале не 5, не 10 луѓе, туку 40. Не е напишана во рок од една генерација, туку во еден долг временски период од 1500 години. Писателите биле со различно образование, од многу култури, од 3 континенти, 3 јазици и конечно не пишувале само за една тема, туку за стотици важни теми. А сепак, гледате, Библијата, значи Свето писмо, е една книга, една целина. Тоа е целосно хармонично, што не може да се толкува како игра на среќа. Целосноста на Библијата е јасен доказ за низиното божествено вдахновение, односно дека таа е божествено слово. Друга причина, почитувани гледачи, што можеме детално да кажеме да се толкува е сведоштвото на верниците од раната црква. Значи имаме сведоштво на верници кои живееле непоследно после Исусовото вознесение. Понатаму сведоштвата дадени од археологијата и историјата, а исто така и фактите за променливите животи на луѓето во текот на многу векови, колку Библијата извршила влијание
на промена на карактерот на луѓето, па и до ден денес тоа го гледаме. Значи, Библијата не е една обична книга. Таа е божествена книга, божествено писмо, дадено на човештвото. Овие фактори го навели и познатиот археолог Олбрайт да заклучи, цитирам: Библијата се издигнува високо на целата религиозна литература во однос на низината содржина. Исто така се издигнува и на сета друга литература поради директната едноставност на низината порака и универзалноста на повикот упатен до сите луѓе секаде и во секое време. Библијата, драги мои, е посебна книга. Таа е единствена книга. Ниту една друга книга нема таква вредност. Ниту една друга книга не може да се надпреварува со Светото писмо, со Библијата. Виктор Иго напишал: Англија има две книги, Шекспир и Библијата. Англија го направил Шекспир, но Библијата ја направи Англија. Затоа, почитувани пријатели, Библијата е посебна и единствена книга. И посакувам секое добро и се гледаме во наредната емисија со одговор на ново прашање.